Вести на Канал 8. Добар ден. Општина Виница и комуналното предпријатие Солидарност ќе изработуваат технички проект за поврзување на канализацијската мрежа кон пречистителната станица кај Мојанци. Со проектот ќе се бара финансиска подршка од ИПАРТ 3 програмата за негова практична реализација. Општина Виница и комуналното предпријатие Солидарност се договорија заеднички да изготват технички проект за поврзување на канализацијската мрежа од Виница и од 3 населени места кон пречистителната станица за отпадни води кај кочанското село Мојанци. Проектот ќе биде оперативна подршка на веќе подпишаниот договор помеѓу амбасадата на Швајцарија, Министерството за животна средина, општините Виница и Кочани, како и јавните предпријатија од двете општини, а за што е добиен грант од околу 2.400.000 швајцарски франци, со кои треба да се реализира поврзувањето. Општина Виница презема обврска во најкраток можен рок да изготви инфраструктурен проект со кој ќе може да се аплицира преку ИПАРТ 3 програмата за добивање дополнителни финансиски средства за изградба на мрежа од цевководи во Виница и во селата Јакимово, Лески и Стибања. Потоа таа мрежа ќе се поврзе на заеднички колектор кон пречистителната станица. Со тоа во иднина ќе се спречи излевањето на фекалните отпадни води во коритото на реката Брегалница и нејзино деградирање. Проектот што ќе се изработува треба да предвиди целосно опфаќање на деталната канализацијска мрежа од споменатите населени места. При тоа истовремено и општина Кочани ќе треба да подготви проект за селата Оризари и Тракање, кој не влегува во првата фаза на поврзување кон пречистителната станица кај Мојанци. Приклучувањето на канализацијската мрежа од општина Виница кон системот за пречистување на отпадните води кај Кочани беше најавен како приоритетен од страна на Министерството за животна средина. Филтер станицата кај Мојанци беше предадена во употреба во јули минатата година, а чинеше околу 23 милиони швајцарски франци што беа обезбедени како донација од владата на Швајцарија. Општина Кочани ги продолжува активностите за изградба и асфалтирање на планираните улици, при што веќе е избрана и фирма изведувач која треба да асфалтира 4 улици во градското подрачје. Според најавите од локалната самоуправа, се очекува градежните работи да стартуваат во почетокот на март. Со средства од буџетот на општина Кочани во наредниот период ќе започне асфалтирањето на улицата 7 септември, улицата Искра крак 2 Исток, Карпошово Востание и крак од улицата Крумврнински. По спроведената отворена постапка за изведувач на градежните работи е избрана градежната компанија Премиум Билдинг од Скопје. Сите улици што се опфатени со оваа јавна набавка се наоѓаат во населбата Усова Чешма, а асфалт ќе биде поставен во вкупна должина од над 700 метри. Поради нерешената патна инфраструктура, деловите од овие улици создаваа сериозни проблеми за местното население. Од буџетот на општина Кочани издвоени се и средства за асфалтирање на улиците Борис Евтимов, Васил Главинов, крак од 9 мај и крак од улицата 565 во Лесна индустрија, а за овие сообраќајници претходно веќе беше избран изведувач. Пролетниот период како погоден за реализација на градежните работи, општина Кочани го дочекува подготвено со веќе започнати земјени работи или со избрани изведувачи на половина од 30-тината планирани улици за изградба во Кочани и во дел од населените места во општината. Граѓански протест се одржа викендов пред влезот на фабриката за хартија во Кочани, како реакција на незадоволството од испуштањето чад од оџакот во кругот на компанијата Paper Mill. Граѓаните кои протестираа побараа компанијата да продолжи да користи метан наместо пелети или да го премести производството од сегашната локација. Најавија и тужба со која ќе бараат оштета за загадувањето на воздухот. Нов протест за чист воздух организираа граѓаните на Кочани викендов пред фабриката за хартија Paper Mill. Тоа е нивен одговор на бавноста во реакцијата на надлежните институции поради загадувањето од фабричкиот оџак. Со блокирање на влезот на компанијата, тие го изразија незадоволството од испуштањето густ и задушлив чад што им влегува во домовите, а зашто повеќе пати досега имаше реакции во јавноста. Ставија некои филтри, рекоа дека и треба време да се тоа тестира, да се прави. Еве сега сме февруар месец, веќе на кај март идеме, се уште екстремно чаде, се уште кога пуштаме некое писмо или кога се собере народ тука, преименуваат, почнат пак на метан да работат.
После тоа, значи, шом се стише, значи, пак си почнат на тие пелети. Дали не е согорува котел, дали што е работа, значи, нас веќе тоа не интересира. Ние тражиме, значи, подхитно да почнат или на метан да работат, ако се веќе тука во оваа околина, или да се селат од тука. Значи, по законот на Република Македонија, 2 километра минимум од последната населена куќа не смее да постои оваква фабрика. Сега подпишуваме, значи, имаме застапник, адвокат од Кочани, кој сам се пријави да не застапува, збираме подписи, полномоштво да ги дадеме на него за дојде да не застапува пред суд. Бараме тужба, ќе пуштиме против нив и оштета за од лани лето до сега што не троват. Граѓаните рекоа дека не се против работењето на фабриката, но побараа да се почитуваат законските одредби и условите што се пропишани во издадената интегрирана еколошка дозвола. Се злоупотребува дозвола некоја си за одобрение за работа на користење на метан, на газ некои што го користат, ние гледавме, не сме тука слепи, кога улаваа возилата со метан, со тие боци, и сега гледаме кога улават возилата со не знаеме што улават и што се става у тај горелник да горе. Не е проблем луѓето да работат, нека работат, али да ги почитуват правилата, врз која основа им е дадена дозволата да работат. Јас живеам на 100 метра тука, последната тераса највисокото. Рачунете како ми на мене, дали смеам малиште да изнесам, дали јас можам да излезам на терасата. Ова е више страшно, претеруват. Претежно се вали у 7 саат. Кој ја пуштате страшно, тоа не, значи не се под нас. Учесниците на собирот рекоа дека загадувањето на воздухот од Paper Mill станало поинтензивно во средината на минатата година со промена на енергенсот во производството. Се пожалија дека веќе се појавили и првите здравствени проблеми. Децата се сите болни, сите кашлат. Немат, како да се изразиме, ете, лично моето дете го носам на болница. Веќе сме у козле, значи има некои проблеми со дишење, со алергија. Од протестот беше упатена порака до сите загадувачи во Кочани да преземат мерки за да не добијат судски тужби или пак слични протести и пред нивните објекти. Намалено е нивото на водата во акумулацијата Калиманци, која во моментов има 33 милиони метри кубни вода, а браната Градче е на прелив. Рано е да се даде деталниот план за наводнување. Чекаат да се подобри состојбата со Калиманци, информираат од Водостопанство Брегалница. Намалено е нивото на водата во акумулацијата Калиманци. Во моментов има 33 милиони метри кубни вода, а Градче е на прелив. Од Водостопанство Брегалница вела дека очекуваат состојбата со Калиманци да се подобри во наредниот период, па дури тогаш ќе можат да го детализираат планот околу наводнувањето за оваа година на полињата со рис. Реките се исто така во стабилна состојба. Со санирањето на критичните места на коритото на река Брегалница избегната е опасноста од поплави и при поголеми врнежи. Од водостопанското предпријатие велат дека од 1 март планираат санација и на критичните точки на сите реки, а во моментов се работи на терен со 2 машини и се исчистени над 60% од предвидените канали за наводнување и одводнување. Согласно годишната програма за работа, планирано е до крајот на март 90% од каналската мрежа да биде исчистена. Наместо палење на сламата која е забрането и со закон, потребно е нејзино сецкање и заорување, бидејќи на тој начин се подобрува плодноста на почвата. Една од важните работи е да се изврши добра припрема и обработка на почвата. Препорачливо за ѓубрењето е да се вршат агрохемиски анализи на почвата. За поголема конкурентност на пазарот и добри приноси, потребно е менување на одредени навики кај оризопроизводителите, порачуваат стручњаците. Во овој период од годината, земјоделците ги подготвуваат површините за сеидба на оризот. Стручните лица советуваат, ако е можно, основното орање да се изврши на есен, бидејќи така покажуваат истражувањата кај нас и во светот дека тоа е подобро за оваа култура и ја подобрува плодноста на почвата. Подобро е да се изврши основната обработка, односно орањето на површината уште од есен, ако условите за тоа дозволуваат, бидејќи има повеќе време да се изврши на некој начин аерирање на самата почва и минерализација одредена. Значи, органската материја, ако уште во есенно време е инкорпорирана, односно заорана, тоа се остатоците од жетвата, побрзо и полесно се трансформираат во
органска материја која ќе може после да биде од кориси за растенијата, односно во хумус кој се претвара во хранливи материи и оризовото растение ја користи. Или пак порано во пролета, односно рано во почетокот на годината да се изврши орање, што подолго е времето од сидбата до орањето, значи тоа е подобро, бидејќи има подолг период за да се изврши одредена минерализација на почвата и тогаш е подобро и за самата почва и за самата култура. После основната обработка треба да се изврши дополнителна, односно дискување или брносување на самите површини и тука јас би им препорачал на земјоделците да го тоа направат што порано пред да направат сејдба. Значи, за у одредени случаи, ако е топло времето, може и одреден дел на плевели да испровоцират, а поготово може да се испровоцира голем дел од црвениот ориз и механички после или хемиски се уништува и дел, значи се намалува потенцијалот на црвениот ориз кој е еден од најглавните проблеми во оризопроизводството. Една од основните работи која што кај нас не се прави или малку се прави, се агрохемиски анализи на почвата, односно ѓубрењето на оризот се врши искуствено, што не е препорачливо, велат стручњаците. Секој пат досега тие вршат спалување на сламата, што кај нас и веќе и во Европа и секаде ни свето е забранено да се врши спалување и самото спалување има негативен ефект врз плодноста на почвата, бидејќи се гори на некој начин една голема, огромна маса, органска маса, која фактички представува и ѓубриво, претварајќи се после во хумус, врши аерација и подобрување на структурата на почвата, така да има еден голем број на позитивни значи ефекти врз плодноста на почвата, ако самата слама остане тука и се изврши инкорпорирање. Има негативен ефекти врз екологијата и врз самата плодност ако се спали. Едно од решенијата е да самата слама биде избалирана и соберена и подигнана од површината или пак да се изврши сецкање, значи сецкање на самата слама за да може да се инкорпорира, односно да се заоре во почвата. По мене најдобро и решение и најдолготрајно и мислам конечно решение би требало да биде сецкање на сламата и оставање на лице место на површината и после таа и ситнета така и сецкана слама не врши проблем при заорувањето и останува целата, тука се минерализира и ја подобрува структурата на почвата. Но за ова кај нас механизацијата не е опремена, односно комбајните треба да имаат додатни машини, така наречени сецкалици, и покрај тоа што ќе вршат жетва на самиот ориз, ќе вршат и уситнување на сламата и неизино расфрлување. За сега такви комбајни кај нас не се применуваат, бидејќи за нив и потрошувачката на гориво е поголема, а прво истите треба да се купат, да се монтираат и да бидат со соодветна јачина. Кај нас се применува доста застарена механизација со помала сила на моторите и затоа самите земјоделци ова не може да го решат и, иако е казниво со закон, тие се принудени да ја спалуваат сламата. Тече организацијата за манифестацијата Вешта жена, што ќе се одржи на 28 февруари во 18 часот во ресторанот Амор во Кочани. Годинава за учество се пријавени 4 надпреварувачки плюс 1 за Гран При награда. 4 надпреварувачки и 1 Гран При се пријавени за учество на овогодишната манифестација Вешта жена, што ќе се одржи на 28 февруари во 18 часот во ресторанот Амор. Има заинтересираност за присуство, велат локалните организатори.
Вешта жена и оваа година, како и секоја друга година, се организира во хотелот Амор. Така да оваа година имаме 4 надпреварувачки и една гран-при надпреварувачка. Ќе се одржи на 28 февруари во 18 часот, ви реков, во Амор. Чесме ако повеќе жени дојдат, досега негде околу 300 карти се продадени. Тоа е едно голем број на карти, голем број на жени кои навистина ќе дојдат на оваа забава, ќе има што да видат, што овие вешти жени направиле, да видиме колку се креативни, нивната креативност, нивната умешност. Ви ги поканувам сите жени кои досега не зеле карти, нека дојдат, нека се дружат заедно со нас. Мислам дека забавата ќе биде многу убава. Оваа година ќе биде една новост, така да ние самиот настан ќе го отвориме со едно ново формирано здружение на една фолклорна група од Кочани Митко Алексов, така да жените, од највозрастните жени од оваа група ќе се прикажат, ќе го отворат наставот со едно убаво градско оро и ќе биде едно големо задоволство да видиме што пак на другата страна повозрастните можат да направат, не само да се готви, да се сервира, да се гледа онаа умешност на вештите жени, туку и една умешност на едни жени рекреативки кои навистина сакат да го представат и фолклорот и играта во едно убаво руво, така да ќе ни биде чест и задоволство, но сепак се надевам дека повеќе жени од градот ќе дојдат. Учесничките се надпреваруваат во повеќе категории: декорација на десерт, главно јадење, аранжирање салфета, општ впечаток и цветни декорации. Жените ќе ги забавува групата Хармонија. Влезницата годинава изнесува 450 денари со вклучена вечера. Ке има и наградна игра за гостите и награди за учесничките. Кочанските представнички досега добро го представуваат својот град на републичката манифестација. Имаат освоено повеќе први награди во категориите декорирање маса и за декорација на главно јадење и десерт. И овогодишната победничка и гран-при ќе учествуваат на републичката манифестација, што и годинава ќе се одржи во Тетово. Почнувани со прогнозата за времето ги завршуваме и овие вести на Канал 8. Останете и понатаму со нашата програма. Довидување.